вечера, драги приятели, малко пространен пишем текст. Това е в интересен наслов на видеото и на моята веб страница малко е. Некой ще каже сексуално, ali dneska misli ko se zbori za zboro dupi na ono što mislim da ćete, nego koliko dupi bombo zoko. Što bi rekao, jedan dobar se umati opušteno ću izboru. Znači ne sam pijan, iako mi prikrajtašao. Но има една поговорка, вика, в вината история, истината, пардон. Добре, вечера некои получаваше не изпил вино, не го пива, но не значи дека са под газ. Но толкова изпив една друга причина. Толкова трагикомедия на политическа сцена има и на Балкана, и на светската, що не знае дали да смея или да плачам, решил. Хайде се напия пиво и на златен даб. Се надам дека Дарвин за това нема да му остави дека съм прилепченец, па това дека съм прилепченец. Така да, от това гледна точка нямам страх. Би сакал да ги запраша нашите неандерталци, политичари. Я нема страх от никога да се разбереме. Ще кажем на вистина, що много малко от вас се знаят. Некоя парапсихолог. Съм ви спомнал няколко пъти, къде сте травма в 80-та. Значи никой не е случайно на земята, всекой се отредена мисия. И никой не има да замене, докато не да завърши своята мисия. И да не ви чуди, че некой първо заминува, некой по-досна. То не е причина, че некой от нас е по-малко помил на Бога или по-малко. Не. Един обичен пример ги кажа, това е за Исус Христос. Не знам дали има това висинското име. Ги кажем защо. Бидейки она пило, или Хиродит, кой е македонец, гледам това Александър Донски, ще пиянецът, много интелигентен човек, убаво кара дека именията на Пирот или Хиродит се на неговите деца македонски вия. Що прави? Това зборува за източното Римско царство всъщност македонската. Обновување. Не знам, тя никош не постояла. То е измислица на германскиот научник Август, мислам дека некаде во 17 век. И каква врска, молам ви се, има денешна Грција со Византија. Денешката Грци са обични циганари. Да. Кои ги досели Рамзес II от Африка. Значи не са елините. Елитът не постои. Европската култура не почива на гръцката. Цялата европска култура, и самите гръци призна, почива на македонизмот. На Македония. Македонија е првата држава организирана империја со 12 племиња, која подоцна Израел ги купира 12. И затоа ве молам, не постирате шестосно крато знаме со внатре сонце, него со 12 листови. Тоа е истинското знаме. Бидејќи Филип II македонски го обвинува, пардон, на лапсусот, не сум пијан да рекол тоа, го обвинува
12 македонски племени, но това са 12 свисови, а то израелците го окупират с Давид и они. А Давид е македонски име не е. Значи, за време на окупацията на Израел и селото е окупация. Това Израел никош прашен колко нивна държава, кој погледаш нивните свеси. Илија, знаете, има едно име денеска во Израел, кој се вика Илија. Прошло. Давид исто така, кој денеска е присутен. Значи нема, тоа се македонци. Значи сеца култура Европа се шири ни од Македонија нагоре. Представител на Руската федерација Владимир Путин многу кажа. Писменоста во Македонија, во Русија, дојде од Македонија. Си британците го кажа, целата европска култура почива на Македонија. Сам јас сум аналистичар, избору со аргументи. Каде се некој вас ти каже, ова е лептоп пија и не знаеш, не е батка. Најмно малко глум да ја како ќе реагирате, а пак се ги ти чаши пиво. И која загуби си ги мие до пала кило водка на времето, и неку поетска душа сум автор неку книги, тоа не, тоа не малку битно за овај муавет наш. Друго ми беше муаветот. Значи, не случайно. Председател на Руската федерација Владимир Путин, мислам дека лично од Западно, не буквално, значи ние се рекувавме, одреден 87 кога одев автосол до Шведска. Дава неколку мои прилози така на Фейсбук и напишав, но не можам да тврдам 100%, 99,9%. Јас секам покојниот само дивлајрам да го копирам да кажам 102%, убаво кажа. Сол е македонски град. И што работа, многу јавно признам, дека писменоста во Русија дојде од Македонија. Прва работа, многу трагикомична ми е, простите вака, на българите и татараите, знае се скај се, од рускиот дел доселени, кој интересно, барат коските на ерменицот солно да се врата до Бугарија. Што има изменија врска со Бугарија, батка. Факт е дека Цар Самуил, солно, го спомнав, ќе им просите, Цар Самуил не е Македон, тоа е факт. Тоа е ерменец. Ерменците се православни народи. И другиот факт, што нашата историја не го кажува, тој е еден од војсководците на Василија II Македонецот, а Византија, што некака нема врска со Грција. Грција е циганска држава, бидејќи се доселени од Африка, нема врска со елините, и елините никогаш прво не имале држава, тоа имале полиси државички. Ќе ги посетам елините, така наречени Грците денешка, тоа се повеќе власиоти отколку од афричките племиња. Они нема да се формираат како власите во Грција, не се пиша Грци, мислам за 1930, и споредете, кажу, територијата на тогашна Грција од 1830 и ќе видите дека е полно. Значи, што викаат грчка граѓанска војна, не бе бате, тоа не беше грчка граѓанска војна, се нема долу комуни. Тоа беше војна за македонските од егејскиот дел
да добиете автономия. Да. И много смешни сцени, когато се за 11 октомври първата пушка пукнала Куманово. И го припне. Уже маларна история, братя. Македонци. Първата пушка пукна на Пирин. Да, на Пирин. За обедуване за независна Македония. Господа, що мислите дека е за млад? Не, немате шанса. Да, можете тялесно да замени Милойческа без ваша помощ. Имате здравствени причини, но няма да замени сега, бидете сигурни. И да съм на ваше место, повече се плашил, не от мене, осъдотел. Мисията, ако ми е дадена. За мен е покоен, Заев. Неко е далеко от Македонци, далеко и от Влахова, влашки цигани, Чергар. Исто ко брат му. Я би, вака, би дал една, не примера на него, како да кажам, да појдат, да си го изпита Генко, Заев и брат му. И се навише Заев, кој е рус плав, а Заев, Зоран Заев е црн. Едно друго да видят кој е од комшијата. Не ви се плаша. А можно да ќе скат замену со методот. Но ја ги жалам все што крена на ракнава. Ја нема да замеси. Да. Факт е дека телесно ќе замени. Но, моја се енергија ќе да обстане на темата кога не ја завршна мисијата. Тогаш по-страшно ќе биде за вас. Еви се дека не. Јас ники ја можам, ники можам дека. Ви кажу оно што создателот ви кажува. На Заев, кој неко влашко циганче, додека татаршето е бугарско циганче, и двајца да појдат у шутка, нема да понарека са друга раса, инако не може да видиш овој пол, таа е романска група на народа. Иако е лидер на Ворон ДП има влашко-еврейско потекло, но него му препорачува на работа, ако сака да дојде на власт на Македонија. Ти не може да се бориш за власт ако имаш исти господар, кој твојот против, а тој е Калеб. Значи мора да му покаже тој господар дека подобро и по-долг јазик, што велише на времето татарчето Љупчо, јас сакам да речам. Значи, дојдеш на власт, треба да одбереш другата страна, противната страна, друг заштитник. Сви си заштитник? Не. Можеш само да бидеш погонен дирижирач, ништо повеќе. Да ве прашам нешто. Дали си ќавате на влог, намерно кажувам влог, а знаете кој е? Ај погledajte, Цараковски. Но он не беше толку антимакедонец. Албанците треба да им текне дека он крена на кавроби. Ајде дека направи криминални работи, но не направи, он ги направи таки фикти. Он баш ќе маш. Тоа е факт. Заев со само нема повеќе подршка, ги исуши сите кредити. И Заев, на време ако не се свести, ја му кажам онака, пријателски. Ја просим никого немам крената рака, има можност. Ја може да Заев да го сотрам, од Заев задавно се назива. Но не се да употребувам. Ја немам моќи. Мене ми доволно конекцијата.
Други пати казах, Македония, по-точно Вардар, имаш рискове да бъде европейски правок. Да. За да не ми спровоцира. Той е една личност koja се преси горе-надолу, знаете. Zašto da je već od DBK, da je dalje što mislite kako ne, parapsihologa. Znate što mu kažem jaz? Za ove dve karti što mi je podari, varno će biti evropski pravok, se razboja. I znaju što očekovat, prijatelj, ne mora se kaže kad prijatelj, puno što mi ga napravi, ko поканим дойде, бидейки ови две карти, Вардар безпре. И што се случва? Го прашува, не сакам да го именувам, колку сакаш да правам разлика. Значи, да се разбереме. Не сум јас тој кој може да правам. Јас сум само конекција и искажувам жалба. Значи, ако ми даде на мой, ми даде да помога. Еднаш само во живот ќе злоупотреби, да ќе бе дивот помеѓу парчето и црнкост. Затоа добив мозочен удар, кој бе попомен и падна во око. Но, на мојот народ, на мојата земја, на пријатели кои достои и помага. Ведеќе зашто. И ми будемо луѓе од клиничка смрт. Да се каде ми. Имам луѓе спасено, што требаше да заменат операција, кој ќе ми каже часот на операција. Кој не беа достојни за тоа. То не е важно. И рече птичен дук, или долг, пардон. Што ми направи, ништо повеќе тоа. Но на Марка няма. Например, Зорно Заев хубаво му кажа пред 4 години, значи не му е касно да се свеси, не за друго, за заштита собствено със себе си, да свърти гръба и на България, и на антимакедонизма ще го спроведа. Отпротивно. Няма да има место да го погледат в Македония. Гробът му да биде радост, това кажа. Он има можност бар се месец. А властите ќе пада. Не Влашката народ. Влашката воля. Многу зло да направи на македонската народ. Видите ми че двете партии не са само ниво мора, са две влашки лови. Едното е од Егейскиот дел на Македонија, другото од Москва поле. А македонци се служат само колатерална šteta. И sam čunovite na ove dve partije. Neko će kaže, ne se Makedonija. Makedonska partija ne postoji, zašto ne postoji? За да постои македонска партија, треба да имаш македонски олигарх. За политика ти треба пари. Кажете ми еден македонски олигарх, еден македонец, етнички македонец, што земал нешто во криминалната приватизација, кажам Влашка, да се разбереме, ја на власт не се лутам, се држат меѓу себе. Двајца македонци да седат на маса, не знаеш кого дошли. Тоа е факт. Тоа не може да избегаме. Иначе проклетството на македонскиот народ не го носи од сега. Да се подигне малку на количка, ќе не просите. Значи, македонскиот народ проклетството го носи уште од Александар Македонски. Во кој се крши? Ја не се крсам, но ја се крсам во Филип II Македонски, затоа и групација потомци на Филип Македонски ги имало власти лани, една многу ги одбила и чак и лидерот на ВМРО напомне кој се пресека од Оскал, не го прими по групата, Таминсковски, знам дека не Македон, тоа е за етнички македонци, групата потомци на Филип II Македонски. И ка ми извини, не велам дека не е патриот, дека не е академик, далеко. Него зборувам за сосема друга работа.
И тук не съсуваме до края. Трябва да разбирате, особено албанците, дека ќе бидат колатерална штета на Бога. Груби овие мајмуни ще играат, особено Ахмети, кој неко македонец муслиман, помајка. Преги комиче кој го уме дека не да е македонски, а секој дете кој ќе се роди прво зборува на мајчиниот јазик, значи мајка му што ќе му каже збороите. А тоа не е проблем, не е мој. Драги македонци, драги сограѓани, значи петака се македонци, власти, роми, албанци, разберете една работа. Сите вие што работите против Македонија, не работите против Македонија, македонци. Работите никој да не слушне против себе и своите деца. Ќе кажете зорто, па кај живеете вие? Кај живеат вашите деца? Вие не правите бизнис во Албанија, во Косово, во Србија, во Грција, правите тука бизнис. Ви куќите на вашите деца не ги градите во Албанија, во Косово, ги градите куќе, тука сакате да живеете. И на крај се албанците ги прашаат, кај се вашите деца? Со кого ќе војувате? Па старци ви останаа од ово. Колку ваши места останаа? Вие скапи. Приочи се скапи. Размислите сите. Че не само македонци. Ова светла земја никој нема ништо. И нема да бъде. Сами ќе се уништуват. Властите, за жал, е многу претечено им помогнале. Значи никогаш не сум бил против влашката заедна, против олигарсите, власти да. И кажем, кој направил, што направил. А на Макродули му порачал, нема да враќате да се напоред. Бидејќи си измек македонски, па и влашки измек, може да си кажа слободно оче, ти влашкиот народ го доведуваш во фаза во која во еден ден, заедно со многу народи, ќе се бара со дека. Зошто? Без разлика што вие формирате президентската лига, желба за држава, ја ви разбирам тоа. Првата светска војна прогласите влашка држава во Албанија. Таму турки се согласи, најсе гегите са муслимани албанци. Една работа не размислувате. Имате големи луѓе, големи поети, Бранислав Нушич, Јован Јована Измај. Тоше Пројски или тоа да проја. Ви една работа не направите. Ви не оставивте влашка култура и песна. За да се направите поголеми албанци, поголеми срби, поголеми македонци, грци, да не набројува, се пишавте оно што е. Сами си го уништувате. Простите ако некому него нешто сгреши, но разберете народ. Јас и ја можам грешки. Никогаш луѓето не сум одел и по партиска, и по етничка, и по религијска, само на луѓе и не луѓе. Но треба секој од нас да знае. Ако живееме во една држава, без дека се вика Албанија, Грција, Бугарија, Македонија, прво треба да биде македонец, па се останат, или грк, па се останат. Посакувам добро ној, како да скарат, се одликви, се напи не. Евно, ово малко одумбие како ќе реагира. Добар сум и паметен бъл. И никој. За малко ќе заврши. Темата е светската тема. Дали никој од вас
така добри новини, analitičari. Lasković ušao nema vrsko novinarstvo, prvo ne je novinar. Инако, прво не е Македонија, да се разбираме, е факт дека оде Индијска Македонија, али македонски Лофија. Мирка Гиновска, Мирка Велиновска, прво не е македонка, сама се кара дека од Џамбриите. Амо сум купали, не памтам, се Мирка Гинова прошла една колку е македонка. Но пак дека се борала за Македонија. Македонскиот именик не постои Мирка име. Постои Марија, Маре, Мира, али Мирка не. Вие кои ќе погледнете на укусите чисто вака со македонска подршка, Мирка Велиновска. Што вика? Завршила историјно како време со новинар, најкајци. Потоа работила прво ко културната редакција на вечер. Историја на метоси, после поминала во политичката организација. Ја може сум глупе вака роден, али кажете им каква врска има историја на уметност со политика. И што не е комично. Нејатон прочита на Википедија, вика соработник на британската држава, така мислам, немам дали се збор, војни име. Па за кого доработува Мирка бе? Има ли некој од вас гледам мозок? Пред да послушам некој, ќе погледам на Википедија, кој е тој човек бе? И да ќе прочитам меѓу редови. Миленко Неделковски, големиот патриот, дете деца сум во САД и он ќе одборува потенцијал. Ќе постојна работа. Иначе, никај ми просто захвалма, а овие што држат заспеком, и комика со новинарство. Тоа кажем персонален новинар и аналитичар. Треба прати уште еднаш ќе посекам во вечер, проси на мојата гњаважа. Не сум пио. Сакам да поразговарам, иако знам, пак ќе се мора. И се да прекинам. Друг пат 5 чаша пиво не пијам. Да се Русија се шегува малку. А Русија моментално Путин си игра, како ви кажам, мачка и глуше со Запад. Запад е толку немоќен. И војно, и финансиски, и се. Затоа бара среда, меѓу Путин и Бајден. Но САД свати на работа дека Русија повеќе ние не препагува. Он економски униш. И купи најстарата безда над 150 години. Сам над 160, първото беше 158, прикачката. САД беше принудена, значи принудена, да спои својата безда со британската. Значи САД економски окупирана веќе од Кина. Ова со коронавирусот бе било на САД и на Кина, ова тврдо. Се во заговор на Кина и требаше, они има многу народ, и затоа сега дозволиле трето деце, требаше простор. Тој простор го гледа во САД. Кина се обидуваше да го превисла, што викаат србите, и да го издрибла Путин со многу работи. Прво, да не кажам наредба, потпатено, почна санкциите на Русија благодарение на Кина. Зошто? Да Кина влезе во тој пакет и тоа време мислам дека беше опрашен 200 милиарди долари, Кина инвестираше во гасово силата на север.
и фактически откупи газ от Русия. После се случи една най-голема вежба во историјата на човечеството во Русија. Нормално, тоа беше руско-кинеска вежба, кај беа и монголите. Или Монголија, да кажеме. Само да... Инаку на таа вежба имаше над 10.000 тенкови и над 1.000 авиони. Намерно Русија ги покани. Путин сакаше да види до кај може со Си Џинпинг. Тоа работа. Кина е слаба со ресурси. Држава. И од тоа причина изгледа Сибир-2 се планира силата на Сибир се планира уште една гасовод, но руси се планираат и гасовод за Пакистан. Што значи Европската унија више никако нема влијание врз руската економија и врз руските природни ресурси. Што правиме сега? Јас многу пати кажам и сега ќе повторам. Сакаш во Македонија да е станар и да биеш долго време и на тоа Русија. Се разбере. Не сум руски врачиран, не ќе мери. Јас само сум новинар, објективен. Освен тоа, зборува се за мнозинско население. И не ги посебно собрање. Не. Мнозинско население во Македонија. Македонскиот народ и православие. Не е случајно. Путин кажа 20. Повторно вечер веќе повторно. Писменоста во Русија дојде од Македонија. Второвата. Многу важно што никој не ја протокол. Не можам да анализа за толку не се им дораснати мозочни клетки. Сумија македонски. А знаете ли зашто го кажа? Кај се вие новинари и квази аналитичари ви нарекувам хаусмајстери, зашто Владимир Путин, председател на Руската федерација, го нарече со македонски крв. Зашто со македонски? Не случајно пресеништето во Пиреја го зема Кина, а во Солун под концесија нормално пресеништето го зема Русија. Што значи? Путин е го страшно интелигентен човек и он неговата работа. Ви тврдам една работа. Егејски и Вардарски одел ќе испови. Зошто? Поради економска причина, Русија не има намера да плаќа за своја транзит низ две земји на газ. Значи, низ Грција и Русија. И Грција не природна е. Таму нема кој има Грција, прави право се разбере. Не дека съобщите се декларират и малци и се повикуват некои антички или низе, нема врска. Тоа се дрвни стори до средња уведени шега. Они колку са ми смешни, кои ќе кажат античка култура Александар. Прави прво Александар Македонски, ако бил грк. Нема добива 6000 антички, да кажеме, елини од тебе. Никој не убива свој народ 6000. Ај, надемо се од неговите Филипи, ке да се. Што зборува дека Филип II е не е грк, вика, од тоа племе, од тој народ не треба ни роб да земе. Господа, сите што кренате рака на Македонија ќе ве семат и место. Никој не успел да ја проми Македонија. Тоа е светска земја, не Израел, Македонија. Да не се премиња, не се во Израел, во Македонија. Прво израелците ја крадат македонска историја, па сите останата. Але не е возможно.
цела Европа почива токму на Македонија. Сета култура се од тука да треба да сме горди. Пет да сме горди сме, пак ќе останеме. И пак ќе се обновиме. Тоа е сета земја. А ние го плаќаме гревот токму од Александар Македонски, да не заборавиме. Точно дека бил најголем од Колет, но тој кренат рака на неговиот татко. Не директно, индиректно. Неговиот најдобар другар го убива неговиот татко, за да го закрие убиството. Го убива другар. Во судосно си созидо. Значи, кој Васил праша и бари, ќе се беа се брат се убива, татко се и така. Значи, прокletството го носил од Александар. Затоа е групата нарекол Филип II Македонски и вистински етнички македонски се нарекол. Добар сум, добро ноќ на моите етнички македонци и моите сограѓани. Не на Скопје, ја не сум Скопјанец по род, преживеал така, на моите сограѓани, албанци, ласи, сакам ноќ и памет у глава на сите. За сите има место па да